најдобрите. Добро вечер. Добро вечер, како сте? Добри ли сте? Примерно, да не се кава. Добро, се радуваат луѓето на секоја нова улица. Имаат можност и за еден рокот да ќе се наможи. Предпоставам може ќе се стради, ношти и ноќи ќе се работи така да ќе се ради останација. Почитувани новинари, представници на медиумите, почитувани граѓани, почитувани жители на Газибаба, на Скопје. Еден подолг период сме сведоци за интензивно изведување на работи на реконструкција на повеќе буливари и улици во градот Скопје. Во текот на летниот период, додека голем дел од граѓаните ги користеа своите годишни одмори во рекордно кратки рокови, реконструирани беа повеќе главни градски сообраќајници во сите 10 скопски општини. Остана помал дел од улиците да бидат реконструирани до крајот на овој или почетокот на следниот месец. Вечерва сме на увид на работата на уште една многу важна сообраќајница во град Скопје, во општина Газибаба, за да се запознаеме со текот на реконструкцијата на улицата Благоја Стефковски. Главната улица која поминува низ населбата Маџари и која ги поврзува Газибаба и општините Илинден и Петровец. Она што ја прави уште позначајна оваа градска сообраќајница е што ја обезбедува сообраќајната врска и комуникација на огромен број стопански субјекти, компании во овие три општини кои формираат една од најдинамичните индустријски зони во градот. За потребите на граѓаните и за потребите на индустријските и деловните субјекти, реконструкцијата на оваа улица ќе се искористи и за замена на дел од старата и поставување на нова подземна инфраструктура. Ја поздравувам како премиер и праксата реконструкциите на улиците да се вршат и во текот на ноќта со цел колку што е можно да се скрати времетраењето на самата реконструкција и на тој начин да се избегне непотребниот сообраќаен метеж кој настанува со целосното или делумното затварање на улиците. Град Скопје со интензивирањето на активностите во делот на изградбата на нови и реконструкцијата на постојните градски сообраќајници во значаен дел учествува во капиталните инвестиции во Република Северна Македонија. Тоа заедно со градот го прави и секоја општина поединечно. Се придружувам на апелите и замолниците на градот Скопје и градоначалникот Шилегов до граѓаните на нашиот главен град за разбирање за посебниот, за времениот режим на сообраќајот заради изведување на овие значајни градежни активности. Примерот на град Скопје треба да биде и верувам дека е инспирација за сите други општини во државата целосно да им излезат во пресред на потребите на граѓаните за изградба и за одржување на модерни сообраќајници, решенија за одржлива урбана мобилност и за изнаоѓање на модерни и одржливи сообраќајни решенија кои ќе ја зголемат ефикасноста на градскиот сообраќај. Благодарам. Добро вечер, почитувани граѓани. Во текот на денешниот ден започна реконструкцијата на една од главните улици во општина Газибаба, Благоја Стефковски. Во текот на вечерва се одвиваат градежните активности. Овдека сум на моја огромно задоволство председателот на владата, градоначалникот на општина Газибаба да заеднички извршиме увид на овие градежни активности. Именно станува збор за реализација на првата фаза на улицата Благоја Стефковски, овде во должина од 870 метри. Втората фаза ќе продолжиме пролетоска. Овдека идеме од Триангла до вртењето кај улица Перо Наков и ќе искористиме да замениме дел од постојната инфраструктура, како и подземна инфраструктура, како и да градиме нова. И по завршувањето на самата сообраќајница, од едната страна имаме доволно простор, доволно место, каде што ќе можеме да изработиме тротоари, велосипедска патека во широчина 4,5 метри, со што ќе започнеме со сериозна изградба на алтернативниот начин на движење на граѓаните или можноста која што овдека до сега немаме на улица Благоја Стефковска, која што очекувам дека наредната пролет кога ќе започнеме со реконструкцијата на булеварот Александар Македонски да изработиме и да го споиме овој дел на градот со велосипедски патеки со остатокот од нашиот град. Инвестицијата е некаде околу 16 милиони денари, градежните работи 16 милиони денари. Градежните работи ги изведува градежното предпријатие Бетон од Скопје
и очекувам дека пред предвидениот рок кој што го имаме подпишано ќе биде готово. Замолувам на разбирање на граѓаните на Мажари, на граѓаните на Газибаба или на Петровец кои што ја користат оваа сообраќајница заради времениот сообраќајен режим, меѓутоа сведоци сме дека рекордно брзо работеше градот и сите гужви кои што се создава едноставно сега веќе ги имаме заборавено, останува задоволството што возиме по нови безбедни современи сообраќајници. Благодарам. На огромно задоволство граѓаните на општина Газибаба ќе почнеме реконструкцијата на Благојат Стефковски која е од битно значење за жителите на општина Газибаба, општина Илинден и општина Петровец. Овој главен крвоток кој што не е реконструиран во изминатите 20 години и сведочат и веќе застарените улични тротоари и самиот асфалт кој што е препун со дупки. Самото проширување и со велосипедската и пешачката патека дополнително дава посебен импакт каде што покрај улицата Благој Стефковски ќе поврземе со булевард Александар Македонски, ќе добиеме на функционална целина. Мислам дека 60 на дена кои што се дадени за рок за оваа изведба се доволно, може да биде и пократок периодот. Мислам дека на задоволство на граѓаните ќе успееме да го подобриме и сообраќајниот режим и безбедноста на пешаците и на сите учесници во сообраќајот.